Почитувани присутни, драги пријатели, во наредните 10 минути ќе се обидам да одговорам на прашањето кое што беше поставено за оваа тркалезна маса, а тоа е да го представам секторот за односи со јавноста во Македонија, неговиот статус и предизвиците пред кои што е соочен. За да не должам многу, наместо вовед, ќе дадам еден резултат од истражување кое што го има направено Високата школа за новинарство и односи со јавноста, кој што вели дека пиар професионалците во Македонија сметаат дека односите со јавност во Македонија се уште не се доволно развиени. Односно, на скалилото од 1 до 5, тие го имаат рангирано развојот на професијата односи со јавност со оцена 3. Со ваквото наоѓање соодветствуваат и некои резултати кои што се поново добиени, иначе истражувањето е направено во 2010 година. Поновото истражување кое што беше за магистерската тема на колешката Илина, исто така ја потврдува оваа теза, односно го потврдува оваа тврдење. Сега би ве замолила за момент да си одговорите сами на себе на прашањето дали односите со јавност се професија или не. Кои сметаат дека да, а кои сметаат дека не. За да ви помогнам да одговорите на ова прашање, ќе дадам една дефиниција која што вели дека занимање кое што бара напредно образование и обука и ги вклучува интелектуалните вештини се нарекува професија. Уште повеќе, професијата е колаж од образование, обука, искуство, докажана методологија и стандарди прифатени и имплементирани во истата. Ке почнеме поред да одговараме на прашањата колку од овие елементи ги има во Република Македонија и дали односите со јавноста можеме да ги наречеме професија или не. Кога зборуваме за образование, веќе сите знаеме дека во Македонија постои Високата школа за новинарство и односи со јавноста, висока образовна институција која што има цела програма која што се однесува на односи со јавноста. Меѓутоа постојат и други факултети и програми кои што опфаќаат области од односи со јавноста. Тука секако треба да го споменеме и Њујорк универзитетот од Скопје кој што запиша веќе 2 генерации на последипломски студии за односи со јавноста и со тоа даде свој придонес во дополнување на образованието на оние кои што се занимаваат со односи со јавноста. И секако не треба да го заборавиме неформалното образование, односно тука е Лондонската школа за односи со јавност и школата за односи со јавност на НВО инфоцентарот, како и разни други тренинзи и обуки кои што се организираат во Република Македонија. Рековме дека вториот сегмент од професијата е искуството. Да се запрашаме колку конференции на тема односи со јавност има во Македонија. Јас успеав да најдам податоци за 2. Еве, може би некој ќе ме побие и ќе рече дека биле повеќе, но верувам дека не се повеќе од 5 одржани конференции во Република Македонија. За семинари исто така. Документи кои што се објавени од областа на односи со јавност во Македонија уште помалку. А за меѓусебната соработка, мислам дека самите треба да се запрашаме. Кога зборуваме за методологијата која што се употребува во односите со јавност, таа е истата онаа методологија која што се употребува на секаде низ светот, затоа што е прифатена и пренесена кај нас. Меѓутоа, кога зборуваме за стандардите кои што се користат за односи со јавноста во Република Македонија, мислам дека тука имаме една голема црна дамка. И ако сега се вратиме повторно на 5 елементи кои што се составен дел од професијата, ќе видиме дека имаме неутрални резултати, односно имаме можност и поле за работа, односно треба да се надградуваме за да ја доведеме професијата на посакуваното ниво. Токму тука влегува Сдруженијето за односи со јавноста на Македонија, иницијатива на Високата школа за односи со јавност и новинарство, направена некаде кон средината на април оваа година. На иницијативниот состанок, верувам дека повеќето од вас знаат, за оние што не знаат, околу 70 на професионалци, односно лица кои што се занимаваат со односите со јавност, беа присутни и дадоа зелено светло да се формира вакво здружение. На тој состанок беше направен иницијативен одбор, кој што макотрпно работи на подготвување на документите,
статутот, програмата за работа и сите акти кои што се потребни за Сдруженијето да го види светлото на денот. Од иницијативниот одбор сметаме дека најдобар термин за основање на ова здружение, некој адекватен термин би бил средината на септември, кога ќе биде закажано основачко собрание, а веднаш потоа ќе биде регистрирано и здруженијето пред надлежните институции. Зошто се формира ова здружение? За да ја развие и унапреди професијата за односи со јавност во Република Македонија. Целта е многу едноставна, меѓутоа работата која што предстои пред здруженијето е макотрпна и се надевам дека сите оние кои што ги практицираат односите со јавност ќе дадат свој придонес во збогатување на активностите на здруженијето и во развивање на самата професија. Останатите цели кои што се исправени пред ова здружение се заштита на интегритетот и угледот на струката и професијата, воспоставување и почитување на професионалните и етички стандарди, утврдување на правилата на однесување на членовите во здруженијето, како и спрема трети лица, и подигнување на јавната свест за значењето и улогата на професионалните односи со јавноста. Зошто? Затоа што во моментов на секторот, односно професијата односи со јавност во Република Македонија, се соочува со слаба препознаеност, има недостаток на регулација на професијата и има недостаток на кредибилитет помеѓу практичарите. Ако сето ова е вака, треба да имаме во предвид дека откога ќе биде формирано здруженијето, тоа на што треба да се работи е професионалноста, односно професионалноста во односите која значи независно, односите со јавност, која значи независност, одговорност кон јавноста, грижа и лојалност за професијата. Не треба да се доведеме во случај, како што за жал сега ни се случува, да се што изгледа убаво и знае да склопи две реченици на македонски, се представува себе си како лице за односи со јавност. Ви благодарам на вниманието.